Љубовта е важен дел од политиката, барем и во светот и кај нас. Политиката раѓа многу меѓусебни љубови, деца, раѓа и посесивни жени и посесивни мажи. Знае да биде тоа комплицирана работа, но тоа е муабетот кој се прави кога се исклучени микрофоните во студио. Ивица, добро утро. Добро утро. Стандардно да го представиме нашиот веќе стандарден гостин. Ова е трет петок како ни доаѓа, имаме уште еден или два, ќе видиме докај ќе стигнеме со материјата. Ни тргна. Ова не го знае. Значи, добро утро за Сотир Костов. Добро утро. Добро ви најдов. Се додека не ни побара пари за секој петок што ни гостува, ние немаме проблем да ни го. А се нема да ти кажам она изреката. Како пари? Рековме без пари. Рековме работиме во интерес на граѓаните, на избирачите. Ќе правиме, ќе се обидуваме да наметнеме нова изборна култура, политичка култура, да нема корупција, да нема клиентелизам. Не, апсолутно про боно. Сотир почна, да. Не е уште почната изборната кампања, но веќе ги знаеме помалку или повеќе кандидатите. ВМРО ДПМН е единствен кандидат на конвенција ќе им оди Гордана Силјановска Давкова. За Гром ќе трча сега, собираат подписи, не знаеме дали ќе трчаат Билјана Ванковска во Левица и како се викаш Стефчо Јакимовски од Гром. Да. Максим Димитриевски Ивица го објави кандидатот. Да, тој самиот. Максим Димитриевски исто така ќе се кандидира. Од СДСМ најверојатно ќе биде Бујар Османи. СДСМ? Од СДСМ ќе биде Стево Пендаровски. Овој лапсус не беше намерен. Иако и да беше намерен, немаше да биде лапсус. Дуи посе изгледа ќе оди со Бујар Османи, а веќе официјално обединетата албанска опозиција оди со кој идеше? Со Арбен Таравари. Како ќе ги прокоментирате кандидатите? Еден по еден. Да, добро, некои се званични, некои се уште не званични. Без малку сите тие ќе бидат. Па види се, ја би почнал прво невообичаено, приватно. Да не занемариме, подписи собира и Вело Марковски. Да. Од политичката партија, не знам која. И Мерсиха Смајловиќ. Да, од невладиниот сектор. Од босански некој здружение. Демократски сојуз. Да. Па види да ви кажам. Прво морам да кажам дека од сите овие кандидати само Бујар Османи и Таравари не ги познавам. Значи прво лично. Со сите други се познавам, со некои су ми многу близок. Со стече се знам од комунизмот, еве мако е пак да ве насмеам социализмот. Ми беше активист тамо по тоа младинската организација и така натаму. Професорката Ванковска извонредно многу ја ценам. Ще ја закачале оној пат, ајде, ќе ви претрам сега за сега, уште еднаш ако чашните. Ти да не сакаш телевизор сега. Тешко вам, ајде пратам ми кажа. Што сте правеле, ми кажа. Ако сакаш телевизор, ми кажа, срамота е, она е дама, право, а после политичар. Со професорката Силјановска дури соработуваме. Се види, мене ме става во некој контекст. Па да, двојцата сте ја закачува. Добро, Злате е као шеф напред бил. Чим седиш тука, тоа е. Тоа во екипа да еви, јас сум тука и мене ми рекоа, знаеш како ми рекоа? Што правите вие во Лидер тамо Ванковска сте ја закачува? Се слушали или не сте слушали емисија? Што на памет зборуваш? Добро, така ми кажа. Значи, чим си тука, тоа е, ти влезен си, ти колку сакаш пери. Ај се слушај емисијата па после. Така ваши. Да, пери се пегла. Добро ви извини. Ајде. Да. Со Силјановска, значи, се знаеме многу одамна. Извонредна жена, исто како и Ванковска. Они се, знаете, две пријателки се. Ќе биде интересно од тој аспект. Малце микрофонот поблизо. Ама со тој микрофон. Максим ми е другар од последните 2,5 години. Соработуваме, ќе се изненадите, на научна основа. Јавни трибини правиме со револуционарна тематика. А тоа ви го кажувам. Сакам да се запрекавам тоа. Ова господјата или господјица од овој сојуз босански или не ја знам, симпатична личност, ја пратам нејната активност во невладиниот сектор, една од најактивните беше во она бегалската криза, ако се сеќавате, кон Грција што беме, дава вака интересни изјави, мобилна, активна и така натаму. Сега,
Османи не го познам, сакам да го запознам, Тарвари не го познам, сакам да го запознам. Би почнал со нив двицата. Рече од комунизмот. Стево Пендаровски. Стево Пендаровски се знаеме. Последен пат се видовме на прославата на Канал 5. Ми приде, се поздравивме. Се подсетивме дека се немаме видено од интервју која му взимав за несреќата за Трајковски, деневи ќе биде годишница, еве 20 години. 4,5 сата траеше интервјуто, да ви кажам. 4,5 сата. Тоа не е сослушување, во воздухопловството се вели се взима интервју, така да и со него се знам. И мање више тврдам дека после подолго време квалитетен избор, широка лепеза на политички ставови, на ајде ќе речеме политички и не само политички, туку и обштествени и социјални идеологии. Овде пред се мислам на оваа млада господја, на Ванковска, за обштествени и социјални идеологии, бидејќи она што тие го застапуваат не е класична политика, туку обштествен ангажман. И Вело Марковски така. Да, Вело Марковски не го знам, како експерт многу го ценам. Сега вака, ајде од него да почнеме. Лично мислам нема да се овери 10.000 потписи. Нема да се овери. Стефче е на граница. Ама рековме народски ќе одиме. Пред ден-два кога се слуша нека Стефче ќе се кандидира, во еднодушно седиме, коментираме и се поделивме. Едни велат Стефче веќе е политички мртовец, други велат не, Стефче ќе направи некој потек, што ќе се обиде да го продолжи својот политички живот. Во втората група може да ја претпоставите бев јас. Тој со овој потек сака да се провери самиот себе. Ги истроши сите ресурси од СДСМ и коалицијата, ги истроши сите ресурси од ВМРО и коалицијата, ги истроши сите ресурси на нас Српската партија, па и нешто сам беше еден краток период, кога вистински имаше партија и инфраструктура. Сега мислам дека подолго време партијата му е залежена. За подписиве, сега без да страна да навлегуваме кој што е Стефче. Градоначалник е на една огромна општина, се сигурно може 10.000. Во Карпош сигурно ќе собере сигурно едно 7-8. Да. Добро, ова е цела Македонија. Значи, ако Карпош 7-8, тогаш затоа викам од Македонијава и по 50 да собере ќе дојде до. Не, трагично би било он да не собере потписи. Не знам дали знаеш технологијата како се собират потписи. Не ни откриваме, сега може да влијаеме на кампања. Не, изворедно тешко, бирократски процес, општо ќе. Не откриваме детали, затоа што тоа веќе е како се, не мора. Нек си најдат самите. Должни сме како. Не сме должни, обратно, должни сме да не откриваме како собираат. Јавна работа и напротив треба да се храбрат луѓето, не е така. Не се право. Значи, кажав квалитетна понуда, интересна понуда и ќе има интересни дуели. Чекај да тргнеме од почеток. Кој ти изненадување? Па сепак изненадување ми е Стефче, изненадување ми е господицата од Босанскиот сојуз и Вело Марковски. Другиот не си. Останатите помалку или повеќе не ми се изненадувања, од причина што се луѓе учесници во политичкиот живот се пробувале на еден или на друг начин, некои се нови лица, еве Ванковска повторпат, еднаш сама проба, пред тамо колку циклуси беше кој собираше потписи. Стево по трет пат, Пендаровски, ајде да бидеме коректни, Пендаровски по трет пат, господјата Силјановска по втор пат, и лично мислам дека не гледам ја тука многу изненадување и дури ако сакате веќе оваа рубрика ќе ве ставам, ова ќе биде судир на титаните, да ви кажам. Два-тројца се тешкаци од нив. Па кажи ги кој, ајде. Ама сега многу ме брзате. Треба и ја некои додатни испитувања да направам, бидејќи вчера разбрав за Стефче, за Максим и за ова господјава. Не ги кажуваме кои се. Ајде кажи ги титаните се, ајде. А види сега, на прва, опозицијата е во налет, опозицијата има еден позитивен бран, знаеме и видовме како тој бран излегна 21 година, иако ја за разлика од вас не ги споредувам изборите. Кај мене посебно се парламентарни, посебно со своји карактеристики председателски, посебно локални, али некои индикации може така да ги компарираме, а инаку мене
животната емпирија ме научи дека секој од овие три вида на избори се посебни. Ама еве да ви одговарам. Значи кандидатот на опозицијата го ставам на прво место, сега кај ви има голема борба за второ место. Веќе ме терате пред да го образложаме на работа за стратегија, да кажувам мојата стратегија како јас би размислувал кога би бил на некој стратег од овие кандидати или како би ги позиционирал. Па, например, могуче е да се размислува што би било кога наместо два кандидата левица и знам за наша Македонија има еден кандидат. Се ќе ви изненада многу заеднички кандидат, бидејќи тие се опозиција, знам за наша Македонија е нова партија, интересна партија за посматрање и лично тврдам дека тие можеа да го изненадат СДСМ. Со кого? Нема со кого, било кој, со Ванковска или со Максим. Како заеднички? Да. Сакаш да кажеш дека како квантум на гласови би го надминале СДСМ? Иначе, знам што ви интересира, бе. Моја желба е во финале Силјановска Максим Димитриевски. Те сум кажал се. Ама, за тоа треба да се случи едно големо чудо, за тоа треба да се случи една позитивен бран, а ја тој позитивен бран прв пат сум го видел 2004 од Демократска партија со Петар Гошев, па на крајот ја... Мене ме животна желба Ванковски Мерсиха во втор круг. Не, ти си несериозен и ќе те укорам јас тебе. Се треба да продолжиме со разговор. Втор бран е 99 и 98 Демократска алтернатива, Циле со 165.000 гласа, а Алтернатива со 120.000 гласа. И трет бран, ја наслутувам дека овој пат бели ќе направат, знам за наша Македонија и левица во парламентарните. А Бранчињава од 2005 и 2006 не ги... Да, ама немаше председателски. Иначе ја работев на тие Бранчиња. ВМРО, НП и НСДП, ја ги обучував со мојата екипа. И со левици, прв пат у исти избори работев со левици и со десници. Да не беше и дом... Прекрасно искуство. Во Вуките, не. Не. Дом неостварена љубов ми е. Секи ти кажам, договорена обука, па не заборави подпредседател Јордан Трајков беше таму. Со Лили изворени односи со низиниот сопруг. Договоривме обуки, ја го велам тоа едукација. А чекај, Сотир, ти стално ги збориш обуки. Што ги обучуваш ти таму? Политика, стратегии, тактики, техники. Знаеш како беше војена, атомски слева, рипа и десно. Браво, Ливица, иако мајка играш. Што обуки, дај објасни како изгледа. Дај бе онлайн да ги направиме. Моја кривица, што досега електронски не ви ги пуштив, вечер ви ги пуштам електронски книгите. Политичката партија како бренд концепт. Политичката партија како организација која учи, напредува, знае и уме. Ви ги кажав овие сега да не се повторувам, Ивица се изненади од изборна заводливост, а ја дури овде би го ставил и политичкото мајсторство, бидејќи многу... Дај бизнис да почнеме, да им наплаќаме на луѓе индивидуално, дојдете кај Сотир ќе ве направи политика. Не, ти кажам каде е бизнисот. Бизнисот е сега во личниот, персоналниот брендинг. Абе да ви кажам еден пример да видите што работа. Чекај сам, во моментов стварно ме поплавија со пораки. Дури луѓе што многу ги почитувам дека бараат на бис да повториш твојата животна желба гледачите и слушателите. Мерсиха и Ванковска да влезат во втор пат. Добро, види. Ова, значи, најчесто кога имам вака реакција викам нешто сме пропуштиле, меѓутоа ова е лудило Македонија, после треба да се крстиме после тоа. А Вело не? Вело трет. Вело се бори со Ванковска за второто место. Добро. Кај тебе? Тоа е во групот, не, после тоа државата може слободно да почне да не се вика диагноза. Да го смениме името. Република диагноза. Ти си млад и неискусен, иначе си многу учено дете, чатено што велам ја, да не речам overdose educated и ти боцевски сте, во позитива. Ако па он влезе во резонанс, отиде ми си. Не, едно да ви кажам. Дискурсот во председателските избори ќе биде на солидно ниво, на парламентарните избори ќе биде на незавидно.
Чичко Сотирова ти го кажал, пиши го тоа во тефтерот таму и јајте обклади почнавме, могуче и нова да се кладиме. Можеше и нова да се кладиме. Што се кладевме? Ајде вака да ви кажам што работам, гледам и тебе ти интересира, не е могуче да не знаеш ја што работам. А 2 години сум во пензија. Еве ќе ви кажам, имам дозвола да го кажам човекот. Што е персонален брендинг? Ние сите слушаме, ама како се работи персонален брендинг? Ми дојде еден дечко, мој добар пријател, кој 7-8 години е во пензија политичка и во илегала, член на ВМРО, се откажал од политиката, имал некој проблемчиња, он и ми вика, сутри ја сакам да се активирам. Што? Со политика не вика. Вика, тргнувам во една нова битка, синдикална. Мој изазов, ја од секој пат... од ВМРО се Даравелски, да не? Не. Боби Бојчевски, чека. Ама многу брзаш. Ти си знаеш што? Ти си, да не ти кажам, као мојот внук. Го инспирираш. Одма, дедо кажи ми, дедо дај ми. Чекај, полека. Го инспирираш. Полека. И ти го брендираш. Не, полека. Му викам, спремен си на долга стаза да работи, спремен. Колку ми вика? Викам од 4 до 6 месеци. Важи ми. 5,5 месеца. Ама, да не речам секој дневно работевме на вредносен систем, појачување на постојниот му, а за земање нови погледи, видите, едно е политика, едно е синдикално организирање и действување, тоа се две различни работи. Има преклопување, работи со луѓе, да. Има, да, и тоа е најголемата фалинка на нашата политика, што не ги есапат синдикалциве, му се погодија, ќе ви кажам, тоа е независниот синдикат за полиција, образование и здравство. Му се погодија некои работи, не единство, трениравме, тоа е тренинг секој ден. И што е крај да почна Лег Валенса да стане? Не, и почна да се појавува. Го немаше 7 години, ајде број колку пати ти си излегувал, а ти релативно често излегуваш. Број ти колку пати си излегувал на телевизија, ти не толку често, ама солидно излегуваш. Ја у задне време не излегувам, ведејќи сум запатен со ова. Ке видите дека тоа е најбаран соговорник во последните 3-4 месеца во Македонија на сите домашни медиуми и дописништво од странство. Море Дојче Веле, море оно, пошто ја знам статистиката. За него не кошташе многу, бидејќи имаме некои други договори за компензации, инаку тоа кошта, не се објавува, тоа е веќе деловна политика, тоа е веќе бизнис. Ке чукнете на мојата врата, ако сакаш да станеш политичар, ке се јавиш кај мене. Ја не сум сам, ја имам експерт за ивенти и протоколи. Знаете, пријателка, што и следниот пат ќе ви донесам кифлички од нејзи и нешто благо. Ја имам еден човек, сега не ми е тука веќе, почина, новинар, ваш колега, за пиар и такви слични работи, Пепи Димитриевски. И ајде, да не кажувам сите, немам и обврска и немам и како се вели, дозвола сите да ги кажувам, бидејќи тоа се интересни тимови кои ги спремаме. Најпрви платформата, потоа стратегијата, ја семнуваме на тактики, па на техники. Синдикалец. Вака, викнете го овде, ќе ве надума двојцата, да ви кажам. Така сум го инструирал, а пазете, ти важиш за дете кое обечава, ти си млад. Ти си еден од поквалитетните новинари, порано беше и истражувачки новинар, ама сега си фатил... Ја мрзам ме фатил. Не, си фатил еден друг... Сабајле саат време си збори си идеш дома најголеми. Не. Ова вие што го правите, никој не го прави у државата. Утринско кафе. А ја не знаев дека толку ви гледа, еве ноштов ме сопираат и ми кажуваат што гледа, абе викам јас пијам тогаш. Ама сега поради понудата и поради мојата желба, па ја да се промовирам за овие работи, секој петок ме будат и тоа да не ти кажам како тешко ме будат. Сега да се вратиме на пресечка. Значи чекај сега, дали баре малку свати не само поимовното значење personal branding, него како предогледало, злате, personal branding се почнува предогледало. Таквите како тебе у Америка ги викаат kingmakeri. Да стануваш предогледало и велиш: огледал се мое. Кажи на светот како беше? Да, како беше. Да замислиш Сотир со неговите методи на сопругите на клиентите, какви проблеми им прави. Не, апсолутно. И па се враќа дома, сега најнормален брак си имале, сега наједнаш ти држи говори дома муж, ти знаеш. Ви ви кажам, книгите брендинг ги издадов ја 15-та година. 4-те. Чекај само да кажам, јас мислам дека мал се подценуваме тука, дека сопругите, девојките, партнерките и така натаму многу лесно се справуваат со
таква, како би рекол, порив за говори. Управо сум, сотри тука и обуки не спасуваат. Да. Тука сега те бркаат. Те бркаат. Почни ли ти свига, ајде баци ти си излетал. Еве да ви изнервирам, да гледам и него мирисате. Кога бе? Прв човек што ја лично докрај сум го брендирал е вашиот Митко. Како талент невиден. Да речам, залутан у политиката тогаш, 17-та, невиден талент е. Да ви кажам само една вежба што сме ја правиле, ќе се смеете. Ама ајде, тој не е пред мене. Не, Кај го пропуштаме, ама човеке. Гледачи ве се готови, рипна гледано сведнаш. Треба да го направи својот прв политички говор. И го прашувам за неколку дена. Митко, си држал говор? Не, бате, уопште у живот, вика, ја немам говор држал. Добро. Две девојки му го пишува, го читам говорот, прекрасен, ја не го пишува. Иначе јас сум ми пишуваш на говор, ако се. И ја викам, го гледам 12 страни. Викам, Митко, ти ово ќе прочиташ? Да. Добро, кога си слободен? Утре. Утре, ја, он и само девојките пишувачите на говор. Читај. Читай. На четврта страна почнува грлото. Добро, го прочита. Погледни колку минути е? 9. Викам, девојки 50% крати. Не! Страна 2. Девојки 50% крати. Пошто тук говори, ја не чечкам. Почитувам. Ајде да скратам. На 3 пати го кратевме, дојде на моje да е 5 страни говор. Ега, ај сега читај го и во огледало. И гледај си и читај. Треба да чита говор во кој во првиот ред ки му е Груевски, моментално најмокниот човек, најинтересниот човек кој го поддржа и така натаму и да. Му викам, имаш ли способност да читаш, да гледаш, да збориш, да импровизираш? Па не, ајде да го работиме и тоа. Тап и на крајот финалето. Одржа најдобар говор. Груевски не го донесовте да седи на тренингов. Не. Завише, нели, да се помине. Сега ти кажам дека и на Груевски сум му давал совети, а да внесе вицови и смешки и да се смее и ме послуша. Ево да, иако јас сум... Чека сега да завршиме со Митко. Го изведува говорот, плоштата во Квадорци не препун, Груевски во прв ред, гениално, без ни една грешка и натаму си ја тргна кариерата. Видите, ово на прв поглед изгледа смешно. Не е смешно. Човекот не знае што значи 12 страни да прочиташ ти на митинг, човече. Пола митинг ќе си отиде пола митинг. Тоа е грешката на Груевски што ја правеше, сетете се. По 45 минути говори кој правеше. Тоа треба некој да ти го каже у очи, тоа треба тој некого да го послушаш. И така натаму. Убава работа. Значи тренер за политика. А иначе. Тоа што има тренер за тенис, за пливање. 98-99, кога му дававме совети на Циле, а не слушаше. А Циле беше исто така невиден талент во политиката. Тој не беше послушен и затоа правеше гафови. Абе Кипријанова сме ја спремале. Кога ќе речеме, немојте, она беше воодушевена од Циле и она, кога се за него изазуваше, вика, тоа е една големина, тоа е рушилачка. Бе, каква рушилачка големина? Што е рушилачко? Да рушиш. Да негативно. Она сака да каже дека е силен, дека може да влечи напред. 100 пати реков ми едно време, ние викаме, веќе нема пресови за неја. Нема, лошо делува на кампањата, знаеш. Тоа се првите почетоци во Македонија на персонален брендинг, кога и не знаевме што е персонален брендинг. Злате, знам дека знаеш ти, ама ми испровоцира да ти кажам што е персонален брендинг, а сепак е да знаеш работење на идентитетот, на вредноста, на создавање на вредносен систем, на доградување на вредносен систем, а на крајот имиджот е најлесно, Злате. Ај сега да еден пат да прашам. Таравари, доколку ти побара совет за личен брендинг, што ќе му препорачаш? Не, ова е браво, ова е добро. Евако сега. Таравари, еден по еден сите сега. Таравари и али морам прво поинаку да ги искоментирам. Вчера као да држја, не, знам што зборувам. Као да вчера кога Али Ахмети ја држеше пресконференцијата као да до него да беше Таравари. Дадоа исти работи и стекнав доем дека Таравари не е кандидат за председател, Ахмети не го представуваше кандидатот за председател, него некој носител на листа. А чекајте бе луѓе, од кога председателот има ингеренции да менува устави, да некои тешки прашања да одлучува во Македонија, Боцевски да не сум препуштил некоја лекција. Може да покрене иницијатива. Ама ја и ти можеме. Да, јасно. Ама дали е тоа основната функција на председателот? Не е во право. Да се меша во меѓуетничките односи. Треба да ги релаксира. Не, во право си. Значи, што сакам да кажам?
Јас многу одамна сакав со Алијанса да работам, не можев да најдам спојка. Еден ваш колега новинар предолго ме мамеше, лажеше дека ќе ме спои. Ја не се срамам пред македонската јавност да кажам дека сум работил со албанци, со ДПА сум работил 98-ма. И ајде сега конкретности да не кажувам, со ПДП претходно нешто сум работел. Кога работевме со Тони Поповски, помирување, ДПА, како се вика... ПДП. Не. ДУИ. ДУИ и СДСМ ВМРО, тоа беше најубавиот проект и најсмешниот проект. Замислено од Европска Унија, издадовме 6000 книги, автор сум јас на таа книга и по штабовите. Знаеш што се случуваше? Нус појави. Тони не го примат во Охрид СДС. Мене во Кочани и моите СДС не ме примат, види јас сум десничар, не сум СДС. Поимате помирување на штабовите на политичките. Чекај, ај се враќаме. Што ќе му кажеш на Таравари? Ајде. Три работи. На Таравари, вака ќе му кажам. Друго се доплаќа. Господине Таравари, треба прво да размислите пред да влезете во битка за председател, како тоа да ви се случи да ве сменат во партијата, ајде да го изразам зборот, употребам туги партии да се обединат и да ве предложат. Не мислите ли дека тоа е голем хендикеп за вас? Во куќата не сте си ја средили работата, а сакате да ја средувате Македонија. Ова буквално немој да ме сватите. Немој да ме сватите. Не заборавете, Таравари е човекот што после Беса прв кажа дека Македонија е созреана за преуредување уставно, за дводомен парламент, за федерализација. Ако сте го заборавиле тоа, вие сте модерни фраери, влезете во интернет ќе го најдете. На Бујар Османи 3 совети. Не, чекај. Со Таравари би сакал да работи. Многу се били за 2 дена. Не, друго сакам да кажам. Ај занатски. Ова е политички занатски совет. Имаш ли за него? Занатски совет зборува и во кампањата за Македонија, за националните и државните интереси, бидејќи ќе си прв граѓанин, а не за интересите на албанците. Добро. За Бујар Османи. Стручен совет. Бујар Османи, тука сум малку неправичен, има многу негативна не енергија, негативен став кон него, бидејќи Бујар Османи сите го фалат соопсе, се прославил, ја мислам, соопсе се избрука и ја засрами Македонија. Година дена на после НАТО најмокната организација за безбедност, за ова, за она, за све опсе, ти да не го поставиш македонското прашање на дневен ред, ама него чекай, ова е политичко. Ти ја создаваш агенда сетингот. Ти си главниот. Кој е реално успешен, јас да ме прашам вас? Добро, тоа е политичкиот, а кажем стручниот совет. Стручниот совет. Стручен за сите политички коментари, знаеме. Помалку да лажиш во политиката. Бидејќи ја напишав книга Лагите во политиката, тој е човек кој ја мами македонската јавност. На Стево стручен совет. Пендаровски. Пендаровски, на господинот председател Стево Пендаровски. Зошто на време не ги расчисти работите со СДСМ? Стручен совет, сега не, па тоа е, чекај да видиш. Чекај. Дозволи да го понижат, долго време да го држат во неизвестност, да му предлагат други кандидати и да отпосле го оценат дека бил добар. А ако го оценат дека бил добар, ни еден друг кандидат не требаше да се споменува од СДСМ. Што треба да збори сега Стево у кампања? За да се извади. Тој најдобро се знае што треба да збори, вадењето не е така лесно, од причина што па можеби ја не сум во право. Ама. Не заборавете и Стево има еден голем пех. Стево прв кажа дека Гоце Делчев не е македонец. Стручен совет за Ванковска. Пред пауза и после вторите ќе ги оставиме по рекламите. Јас Ванковска многу ја ценам и тука да седете мирно, да не сте гукнале. Она е врвен интелектуалец. И тебе ќе ти даеме телевизор. Да ми даде. Чекам, тој го кажа во таа емисија, што значи изгледа ја. Па ајде ќе ја изгледам тогаш. Извинете. Значи прво кога почна да зборува за Ванковска. Знаеш зашто решив да му кажам? Ја бев најчест гостинг на саботажа. Кога почна сега него си мнува. Кога почна да зборува за Ванковска. Кога почна да зборува за Ванковска, прво што кажа дека таа е пример во општествените науки, што значи научник. Еве така кажа. Се извину. Значи, еве ги изгледа. И после дека зашто таа одговори и двојцата ве спомна? И таа е лошо информирана. За тоа што не спомна да си погледне она која ја информира. Што не спомна 20-та, имаше и коментар од мене. За тоа што го спомна Љупчо во еден контекст кој што не беше баш таков каков што... Ако мене ме прашувате, не треба да се одговора на секој... Си бара внимание, бе, не оди
Што ги препорачуваш ти 3 работи? Не се докажал за Ванковска. Чека се докаже. Без англиканизми, на мене ми личе. Јас немам одговорност, зад мене нема партија. Ја не сум представник на институција, јас сум one man show. Ја можам и дијалект кочански, ја намерно зборам. Бидејќи тоа е македонскиот јазик, не е само литературниот. Ја чатпат употребувам срабизми, ја употребувам англиканизми. Не сум многу среќен ради тоа. Ја гледав во првото нејзино интервју, добро, прекрасно, многу англиканизми употребуваше, од by the way, да не кажам да што, лично мислам дека кога ќе излезе пред македонскиот народ, таа како врвен педагог, таа како филозоф, ќе кажам, политолог, бидејќи таа го знае политичкиот систем во сршта како функционира, таа треба да зборува на македонски јазик, без употреба на странцизми, ајде да кажам. Втората група на кандидати по рекламите ќе им дава совети Сотир. Во меѓувреме, почитувани слушатели, вие слушајте реклами, а нас еве Сотир може овие 15 минути да не спрема, да бидеме и ние некакви политичари. Се враќаме во студиото, почитувани гледачи и слушатели. Наш гостин е Сотир Костов. Лјупчо мораше да излезе заради една неодложна обврска. Се е во ред, не прашувајте детали. Приватна обврска. Продолжуваме јас и Сотир. Сотир, застанавме со нашава анализа, стручниот совет и одиме кај Стефчо Јакимовски. Ке го парафразирам. Тој е најмаркантниот политичар во Македонија. Зошто? Се сум кажа. Тоа е негова реченица. Да. Тоа е негова реченица. Ни вела дека тој знае да работи кампањи уште од времето кога штафета организирал во Македонија. Точно не. Тој не знае кампањи да води, добро. Знае добро да плива. Политичар не може да води кампања и тоа е една голема заблуда. Кој може да води кампања? Експерти. Добро. А политичарите се водени во кампања. Они ја водат кампањата во политичкиот дел. Експертите се во различни области. PR, комуникации, персонален брендинг, политички маркетинг, социјален маркетинг и во последно време политичко брендирање. Такви експерти, мада тука има психолози, дигитален маркетинг сега во последно време. Да, многу. Добро. Тие експерти нудат стратегијата се прифаќа, има фази на реализирање и нивоа, главен извршител е тој што е лидерот. И затоа кај нас мислат политичарите водат кампања. Чекам, најдобри експерти може да спасат кога нема содржина. Кога нема личност, не може. Не, апсолутно не може. Добро. Не може да спасат. Окей. Значи, за Стефчо е тоа. Тој релативно добро се снаоѓа, лично мисла. Ова му е стратешки гест за да виде дали му е жива партијата, да виде каде е сега тој за прв пат, без левиот блок, за прв пат, без десниот блок, за прв пат, без логистика од српската на мојот пријател партијата Милитич што го подржа. И со таа партија сум работел, Чичко Бора Ристичко беше, а со Милитич сме лични пријатели. Значи, Стефчо сега треба да покаже во моментот дали и колку вреди, или нашински речено, колку тежи политички. И затоа прво кога ми текне, кога беше за Стефчо, ми текне кога тој во една мисија кажа, јас сум најмаркантниот политичар во Република Македонија. Па да го видим. Денове некаде прочитав дека вели тој ќе ги брка некогашните либерали. Вистина ли е тоа? Во кој смисол ќе ги брка? Не те сваќам. Па демек тие гласови се оние кои што го препознаваат и го знаат. Од некогашниот сојуз на реформски сили па либерална партија. Еве вака, негов човек у Кавадац е Пајнто, мојот другар. Па он е тамо. Па да, ама чекај сега, Пајнто знаеш каде е сега? Каде е? Тоа се со СДС. А Пајнто знаеш каде биш пред тоа? Со ВМРО. А у меѓувреме знаеш каде е? Со Митко. Тешко. Многу тешко. Гром е посебна партија. Да не подстуваме како настана Гром. Значи генезот и така надамо. Он може да се надева на некои симпатии, а бркање е, значи, целосно, чопоративно, ја те сватив. Кој некој рекол, знам дека ти така не мислиш. Да. Него некој рекол, не, да не заборавиме дека многу улежена е ЛДП. Видите што и се случи овој синдром. Затоа ја денес
очекувам Злати да ми ја пушти оваа колумна за сивите и црвени еминенции на политичката сцена, се јавија се во Ке дојме таму, чекај, дај да ги завршиме прво овие. Пошто види, многу бресиви еминенции кај нас се јавуваат. Политички партии уништуваат, менат председатели. Прво го сменија овој на ЛДП. Знаете Зајкова како дојде? Не. Со декрет. Со декрет буквално. И од министер го сменија човекот се Чекај, ќе се вратиме на тоа. Ај прво да завршиме листава. Аман шо си строг, боце? Па мораме да се фокусираме, ако не се фокусираме ќе отидевме во Ендек. Ајде. Максим Димитриевски. Максим Димитриевски е ново како лице. национална фигура. Ајде. Ново лице во пеколот се вика тоа. Зошто? Македонската политика е пекол. Ама ова не е толку негативно, колку што има позитивни нишки. Значи ти треба се снајдеш во тој пекол. За сега Максим Димитриевски многу вешто се снаоѓа. За прв пат направи нешто што до него тоа никој не го направил. Најави граѓанско движење, релативно добро, да не речам апсолутно, стартуваше со него, на микроплан невидена победа направи во Куманово, едни, други, трети победи, и сега најверојатно сега не може да се лицемер. И многу интересна коалиција има. На локално ниво има многу интересна коалиција, тоа е. Не интересна, многу хармонична. Да. Јас работувам со општината и со него, со советот, научна трибина таму правев. Годинова требаше за 80 години Номси февруарски поход да го правиме. Од немање време го одлагаме за вториот дел од годината и ќе го направиме и ќе се продолжиме со реафирмација на народните херои во Република Македонија. Така да, тој успехот што го направи на микроплан, еве полека сака да го пренесе и за почеток е успешен на макроплан да го направи. Затоа движењето го трансформираше во политичка партија која многу интересно има. Знам за наша Македонија. Јас се обидував да го дешифрирам тоа. Вика за законие на наука, акција, М за Македонија. Ама тоа е моје некој толкување. Интересен, не? Мене лично пријатно ме изненади со неговата кандидатура. Тоа е вака. Тоа е еден храбар потек да се провери на старт колку вреди тој, колку вреди партијата. Имајќи у предвид. Себе еден бесплатен совет и од мене. Ајде. Например, за мене е чудно на најавата која што ја направи на времето, која истрча со знам. Да. Мислам дека имаше да многу долг празен од кога неговото и присуството на знам во јавноста не беше на тоа ниво кое што треба да го има една нова партија, или во бизнисот би рекле стартап и така натаму. Добро, да. Например, ти ги спомна, се сеќаваш нели Демократска партија 93-4. Демократска алтернатива 97-8-9. Да, па НСДП и ВМРО. Значи тие има тие градеа агресивно како што треба, јасен профил во јавноста. Некако се успа. Знам и Максим Димитриевски како да влезе во зимски сон после најавата. Време, пошто ја тоа катадневно го следам, се надевам нема да ми замери Максим, тој се зафати со инфраструктура во Сиски. Ама добро, без разлика, може без инфраструктура. Еве да ви ти кажам како тежат гласовите. Ајде. Во ова е 30 години искуство. Во општина Доира. Добро. Ако имаш келија политичка, организационо, технички, акционо подготвена, на обични, без таква келија, пример, добиваш 5 гласа. Со таква келија, значи, општинска организација, комитет или не знам како, добиваш 8 до 10. Без малку дупло повеќе гласови. Тоа е проверено. 2004, 2008, 2006 година, општините каде што стигнаа овие партии, 3-4 што ги кажуваме, да направат инфраструктура, да не направат инфраструктура, резултатите во најголем број случаи, таму кај што имаш инфраструктура беа гениални, таму кај што немаше помали. Таа лекција многу добро ја совлада на времето пред 4-6 години Левица. Левица направи ја ги додека ги проучував до 43 општини инфраструктура, веројатно сега се дојдени меѓу 50 и нешто. Затоа велам дека на парламентарни избори и тие ќе изненадат. Но таа е разликата, чекај. Сега меѓу Ванковска и Левица
не знам како ќе испадне. Ванковска е една прекрасна, тиха, прво едукатор, па политиколог, па социолог, па ја реков филозоф, па што ли не, па еден граѓански активист. Овие се бе, брате, у позитивно смисла, нек се луѓе кои како сака улични разбойници ве кршат, како се вика ова, компјутери, маат со чевли, ама ете, успеваат внимание да привлечат. Ја таа спојка малку не можам да ја сватам, ама ако професорката е воодушевена, гледам таа спојка, таа позитивно се изрази и валјда ќе се најдат во кампањата. Валјда. Добро. Не, меѓутоа, види, тие го тера и овој дел, го тера, а кај Максим тој дел ми фалеше овој, што викаш ти, привлекување внимание. Нема, пази, јас поуздано знам дека веќе на 20 кусур општини е организирана, знам за наша Македонија, што значи напредува. Не заборави, вчера има конгрес, конгрес, мислам дека ги направија првото раководство, првите тимови, сега ја не ги знам поединостите до душе, ама колку знам работа, да не заборавиме дека СДС е во опаѓање, да не заборавиме. Скопското крило на СДС одамна е пасивизирано, ова се двојни избори, ако даде Господ тија да се свртат кон Максим, ќе биде многу чудно за СДС, кога ќе ги погледне гласовите, колку му се и каде му се. А Башка, види, Оцески, ако земиме наназад, како мене ме привлече Максим? Со неговата патриотска риторика за националните и државните интереси. Ја ти зборам како неутрален граѓанин. Добро. Ја не сум левич. Добро. Јас сум демократ, свртен кон десно. Ама тоа што он го направи во Софија на 2-3 пати настапувајќи на национални телевизии. Тоа што го има направено во Солун, тоа што знам го има правено во Нови Сад, во Белград, во неговите настапи, за мене е еден од малкуте политичари кој се залагаше за национални и државни интереси. Успехот му е евидентен во Куманово, пази, тамука добро му оди и со албанците, и со турците, и со србите. Нема афери кај него, нема пребројување у Советот на општината и така натаму како во други општини. Тој убава тера. Општината од минус 9 или 10 милиони евра има да добро. Во позитива. Океј, и одиме лично мислам дека тој ќе сака да се измери колку вреди во почетна фаза како лидер. И ја го ставам во изненадење број 1. Добро. И сега одиме на крај Силјановска, прекрасен кандидат. Интелектуалец, правен експерт, ама малку повеќе од правен експерт, експерт за меѓународно право, докажан експерт во Македонија, докажан експерт во меѓународни рамки. Не знам што и требаше се фати со политика и 4 години се бори во тоа пусто собрание, да не речеме малку и осамена во поглед на некои работи што ги заговара за Македонија, за националните и државните интереси, и за мене е главен фаворит во изборната трка, да бидам искрен, може би во моментот не сум толку близок со неде во соработката, ама ми оставува впечаток што наоѓа време таа за секого, со секого да поразговара, впрочем и вчера така нешто случајно каже, која рече, немој да се изненадите во првите редови со маргиналните групи да ме видите на протест. И пуштив еднаш да ми даде мислење за една моја книга, ја прочитала книгата, рекордно време ми напише еден пасос и јас се воодушевив како таа жена наоѓа време за се. Значи сега лично искуство ти кажа. Добро. Експертските неизини способности, скилови, како велите вие младите, не викам ја така, никој да ги земе. Дури храбро, за мене прехрабро, кажува како ќе работи. Ја го ценам тоа. Знаеме, политичките партии сакат да попуваат. Ја го ценам таа вчера кажа дека нејзините кандидати ќе се најдобри во судски совет, во уставен суд. Меритократија, значи. Да. Значи, време е некој да ја врати меритократијата во Република Македонија, а јас за нејзе се залагам, сега мораш да ми веруваш, една книга од Чавошки ја прочитав некаде на крајот
на комунизмот, социјализмот, на почетокот на демократијата. Која монизам и она од неговиот Коштуница да не е? Не, он е автор, добро. Каде што зборува со жолти, сега точно името, не памтам, ја дадов на еден мој брат што Србија и ми ја нема вратено, ама каде што зборува за хабеас корпус и совест, заточеници на совест, а мислам и така се вика книгата. Добро. Значи неправедно осудените, како што ние имаме во Македонија, и тој го обработува целиот корпус на човекови права во социјализмот, кој е катастрофално поставен и ги заговестува првите бранови на демократијата. Потоа го прогласија националисти. Така натаму, иначе врвен филозоф е Коста Чавошки, да ти кажам, за човекови права. Добро, не знам, уште живе? Живе. Сега. Само да ти кажам една моја анекдота, бев на едно негово предавање. Дали си воодушевен од него? Не. Прво низок човек, ја полни аулата. Да. Кога тоа беше за време на студентските протести во Србија 96-97, преполн амфитеатар, значи не само студенти по право, туку дури и гости од Македонија. Да. И ме шокираше у еден момент кога кажа, вика, деца, вика, запамтете, вика, ако се ниускратат, вика, тираницидот е легален. И кога зема тоа да го изводува, и мене беше, знаеш, види, тоа е сериозна работа, да каже професор, дури и во академска средина. Пази, он е репресиран од факултет, као нашиот професор, твојот и мој пријател, и Маријановиќ, и Јана Димитар Мирче, да, и Маријановиќ, така е. И Славко Милосавлевски, и сите либералното криво од 70-тите години. Значи, човекот е репресиран во српскиот систем. Ама толку храбар, он сега е лесно, ама он 89, 88, 86 ги даваше тие храбри. И пази, он докторираше на таа тема. Ја од него разборов за Сантајана, филозофот од Америка. Ја од него разборов за она метафората на бродот кој плови. И јас сум воодушевен од... Но, да се вратиме на меритократијата за тебе... ја од него ја научив меритократијата. Но дали е тоа дел од незиниот политички хабитус? Како? Дали е тоа дел од незиниот, на Селјановска политичкиот хабитус, меритократијата? Па да. Она, пази како се однесува како професор. Ја мислам предпоставам дека знае. Точно. Ја кога се работува. Мене ми била професор, да кажам. Мене не ми била професор, ама во незиниот кабинет сум бил со Тања Кракамишева, сме договарале активности и така натаму. Ама ќе влезат студенти, го прекинувам, на студентот му дава внимание, разговара. Ја лично мислам дека феномен во политиката на Македонија е Селјановска. Тие што сакат сензации ќе се вратат во 90-тите години и не погаѓат. А не била СДС никој пат. Така. А била министар во владата на Србија. Така. Од реформските сили. Да се разбере. Ама сега вака, пред 30 години, дали можеш да претпоставиш кај бев јас? Да. Еве ти кажам, во кафана. Да. И сега што? Јас сум кафански човек, јас сум не, добро, ама за малци а никад не сум пил. За малци ти ке беше таму преку младинската демократска прогресивна странка за малци. Види, немој да ме чачкаш. Значи јас можеби на 90 години ќе се кајам што не се бавам со политика. Човече, па Ѓорги Иванов ми беше активист во младина, значи. Па Ристо Иванов ми беше. Па Бранко Аза, да не ти ги кажува, Мирко Трипуновски името да го запамтиш, и јас како провинцијалци, тој од Тетово, ја од Кочани, кога дојдовме во Скопје, донесовме после нас голем број на квалитетни луѓе во тогашната македонска политика младина. Од нив израсна неверојатни кадри, да ти Абе, млад борец ние го одржаваме, Николче Младенов, македонската пролет во млад борец се роди. Да. Значи, мене ми е убаво да се потсетам, ама не можеш да ме направиш носталгичен, бидејќи ја одлучив да не се бавам со политика. Може би сгрешив. Ја не се кавам воопшто. Јавно ги кажам, Ставре Джиков имав понуда заменик републички јавен новинител да бидам, и ја одбив, до ден денеска сме најдобри пријатели, бидејќи ме ценел. Имав понуда заменик министер за правда, ја одбив. Не, јас ја сакав струката да ти. Јас ја сакав независноста. Сега сгрешив 2 години што бев член на Алтернатива, бидејќи ми ја уништија партијата и ми е криво, ама ја роди Циле Вис, сепак бев млад 98 години. Уште не можам да проверам она што ни го фрли како... Кој, кажи? Дали наданела партијата е ДЕА? Проверено, отидов да видам канцеларијата у Буњаковец, многу во слоган ставиле, повеќе од партија.
Со дечките да се видам, ги немаше, ама ја се провери што ја кажував и ми вика Сотка, ќе ги проверам тефтерите, знам дека имаше пререгистрација, вика, печатите се на мирен начин дадени, сега зборувам за од нова алтернатива, добро. Не, за Оровчанец. И вика, он ме подсети дека имаше партија Нова демократија право се испели. Па и таа на еден начин е слејана во Нова алтернатива и ја ти го тврдам тоа и сега со овој мојот соговорник прошла или од викенд бевме во Гет, се споревме дали пробал Оровчанец да собира подписи, тој вели дека пробал, ја велам дека не пробал, ама тоа ќе го провериме, дури и ја и тој се кладевме во судот, ќе видиме како е регистрирана, а ја велам пререгистрирана партија. Ти го тврдам тоа. И оној ден, Леле Боцевски, како се изненадив, сега таа е партија, да не кажам каква, али пази го слоганот. Повеќе од партија. Размислувај, другите се ќе збори. Јасно. Не, уште 2 минути имаме буквално за да го затвориме овој дел од муабетов. Денес мислев ништо не испадна. Сакав за стратегиите да. Добро. Не, но ајде вака да го заокружиме. Видиш што ви донесов денес. Деца, вака се гледа. Да, се гледа. Како е наместена? Се гледа, супер се гледа. Еве книгата Биди вода. Злате ми се насмеа кога кажав, ама пошто не е присутен сега, ќе го одложам ова. Сотир, има ли случаен од овие кандидати или ова, има ли залутан? Како? Има ли залутан? Не, ја така не можам да кажам. Значи како? Тебе ти е работа да ме провоцираш. Да. Водите прекрсна емисија. Ја не можам да кажам залутан, него можам вака да кажам. Може би некој не се добро прерачунал што значи 10.000 подписи. Со сет респект кон Вело Марковски, кој, ако се сеќавате, на првите интервјуа за ковидот беше гениален, после малку некако еволуираше и као експерт ја него го ценам. Ама да не те подржи партијата. Ево, например, зашто и не му дадува 30%? Му дада. На конгрес ќе добие или ќе изгуби. На конвенција, не мора да е. Јас знам како се собират подписи. Тоа е бирократска постапка многу тешка. Значи, тој нема да ги собери и ми е криво ова што кажувам. Мерсика исто. Мерсика исто, ама ја не велам дека се залутани. А господја или господица, не ја познавам, знам дека е многу динамична, знам дека има голема активност граѓанска, знам дека е голем ентузијаст. Види, да застана за тебе 5-60 невладини организации. Застане некоја групација и политичка да те поддржи. Еве, средните и малите партии, веќе можеме да зборуваме дека не си од твоја залута. Може би ти си испушти. Или не, сакаш да ме провоцираш. Да, јасно, позитивно. Така да, ете, тие два кандидата им посакувам се најдобро и дури им посакувам и да ги соберат подпис. Ај само за крај, ќе го нафрлам ова. Не се докажав за Пендаровски. Голема неправда му направи СДС. Со ваков начин на кандидирање. До последен момент тој да изјавува не знам, веројатно да или не, она, а позитивно да го оценат, он има многу лош старт на кампањата пред. Ама не ради негова вина, ради вина на тој што го предлага. А за тоа како обавише функцијата, некој друг ќе разговара. Ај вака само за крај, може би ќе продолжиме овој муабет следниот пат. Ајде. Значи, малку мене и тебе ни ова дежаву. Ајде да видам. Во кој контекст? 99-та, едно поле, широко, 6 кандидати, исто така тешкаши, што би рекол ти, така? Може да ни се случи повторно поле, 6 кандидати тешкаши. Кои се паралелите, а што е различно? За следната емисија ги припремав сите врвови на председателските кандидати и сите падови и еве ти ме предухитро. Не е добра ваква состојба. За демократијата е добра. За крајниот исход не е добра. Гледај како македонското избирачко ткиво ќе се дели. На Силјановска, на Пендаровски, на Максим, на Ванковска. Еве Вело Марковски. Не е баш тоа многу добро. На Стефчо. Не е тоа баш многу. Ваму се два кандидата, ама одма предлимитирани. Тоа го знаеме. И да се уединат Таравари и Османи, нека идат до 200.000. Никој не стигнал до 200.000. Сега ќе се поделат, ама ќе видиме колку вреди опозицијата.
Значи, стратешки гледано, ќе имаме фрагментација на гласови во првиот. Тука шансата на ВМРО ДПМ е unlimited за првиот. Значи, ја не давам прогнози, овој пат сигурно ќе дам број 1. За број 2 ќе има голема битка, за прв круг збор. Има голема битка. Ја прогнози, мојата желба ја кажав што сам. Али тоа ќе се оствари, јас не го знам тоа. Значи, сакаш да кажеш кај во албанскиот блок е по она српската крај извора два путиче, нели? Два путиче, да. Ама тоа е многу јасно, ама тоа е изнудено. Тоа е предноста на опозицијата. Боцовски ја гледам преку ридот гледам јас. Да. Око види, а ум иде и преку онога што се види. А пред да затворам, само замисли на уште една работа, која што исто така следната емисија сакам да затвориме. Okay. Ја спомна Силјановска, меѓутоа Силјановска игра против историјата. Никогаш во историјата на Македонија опозицијата не избрала председател. Да. Размисли го чисто. Да не, види, ептен отидовме, мисля че ни или ајде, кусо. Вака. Најотворено ќе ти кажам, бидејќи сме на крај, иначе на време ја тоа би го образувал. Ептен сме на крај. Прекрасен прв круг имаше Силјановска. Минатите председателски избори. Негде во вториот круг се сгреши работа. Не сакам сега да малорисувам, ја откочув кој како што водел, ми стана јасно зошто се случи тоа, ама ајде да го ставиме тоа да не малорисуваме. Добро. Ама јас сега вака ќе ти го кажам. Сега ајде да се споредиме со САД, нели ние стратешки партнер. Ти Реган знаеш кога доби председателска прв пат центар? После третиот обид. Да. Точно. Значи, тоа што беше ускратено на претходните председателски избори, еве ќе речеме од XX. Па види, не знаеш кога Бајден прв пат има кампања за председател? Кажи. 88. Видиш. Не го знам за Бајден, бидејќи Бајден не е политичар, а мене што ми предизвикува внимание, тука сум неправичен, како аналитичар не смеам ово да го изјавам, нема човекот да седи, човекот треба седи. Не, че осте тоа, меѓутоа 88 е прв пат. Да. Пази, а меѓу другото е чисто да знаеме колку долго он е во политиката. Соединените американски држави имаат неколку делегации на погребот на Тито, тој ко млад сенатор ја води конгресната делегација. 1980. Пази, 44 години. Значи, ама добро. Сакаш да ти кажам дека ја предвидов овој бизнисменот, беха сега што го судат. Дебе во Америка. Трамп. Сите кога Македонија кога велја дека он ќе изгуби, реков тој ќе победи. Со една дама што геополитиката и геостратегијата многу подобро од мене ја владее на ТВ Нова, а застапуваше Хилари Клинтон и јас Трамп. Победи Трамп. Ама знаеш што реков? На Соединените американски држави им е потребен еден Трамп. Се покажа дека сум бил во право. Но, како и да е, ај вака да завршиме. Упорноста во политиката е многу битна. Така се објаснува што ми го кажуваш ти мене за Бајден, така јас што кажувам за Реган, и едноставно зошто сега да друга изборна трка и надпревар, да видиме дали веќе опозицијата ги надмина детските болести на демократијата. Јас мислам дека се надминати и дека овој пат опозицијата ќе ја води главното. Ќе го води главниот. И на председателски, и на парламентарни. Супер, Сотир. Почитувани гледачи и слушатели, едно прекрасно скопско петочно утро. Со ова ја затвараме и оваа седмица на Радио Лидер. Се гледаме од понеделник, а повторно во петок го имаме во студио нашиот Сотир Костов, кога ја продолжуваме дискусијата околу предстојните председателски избори. До слушање и до гледање до следниот понеделник.